И се враќаме назад во студио 10, каде што разговараме со една наша редовна пријателка на емисијата и гостинка во денешното издание, Елена Антоновска од Арс Луцida Центарот за личен развој, каде што со неја ќе разговараме на теми кога се договаравме, впрочем и во текот на вчерашниот ден, разговаравме доста околу зошто настануваат поделбите, но и за сплотеноста наспроти одвоеноста, тема која што ја поставувам на екранот. Тоа што е интересно за ова интервју со неја овој пат и прв пат ни се случува да го направиме на овој начин е тоа дека ја вклучуваме во живо преку Zoom врска од Нови Сад, Србија, каде што се надевам дека веќе е подготвена. Елена, добре дојде на овој онлайн начин, но нови можности, нови времиња нудат и нови можни за соработки. Добро ве најдов и ова и мене ми е интересно со тоа што верувам дека и почесто ќе се случува, нели? Па веќе да, кога мора да го прекршиме мразот и да научиме едни поинакви можности за сето ова, ти мене нема да ме гледаш додека зборуваш, ама еве јас ќе те гледам постојано како и гледачите. Елена, ајде да одиме со ред во однос на разговорите. Ние многу пати низ текот на нашите разговори, кои што сега со режијата правевме муабет дека веројатно до година ќе треба јубилеј да одбележуваш со нас од 2013-тата наваму, така што време ќе биде за одбележување јубилеј, да си донесеш да почестиш нешто. Така што но многу пати сме зборувале за сплотувањето, за заедништвото, дури и во оние разговори кои што сме ги правеле со тебе и кои се преточени во една издадена книга, друга која чека да биде издадена, првата муабет за личен развој, а втората слободата доаѓа однатре, постојано се посветувавме на разговори околу индивидуалното наспроти колективното и обратно, колективното наспроти индивидуалното. Ние се наоѓаме во еден период каде што поделбите се поголеми, повиците за сплотеност се уште послушани. Да. Веројатно постојано го зборуваме тоа и некако се навраќаме, ама знаеш како некако и се наметнува и од сите ситуации во кои што се наоѓаме, од времињата во кои што живееме, нели? Се повеќе има потреба од сплотеност и заедништво, солидарност и така натаму, нели, сите именки од тој тип кои што можеме да ги познаваме и можеме да ги наведеме. И сегашната ситуација во земјата е исто една од тие ситуации кои што не повикуваат на сплотеност и на заедништво. И тоа некако доаѓа повторно од индивидуалната одговорност, но сепак смислено и не води кон едно колективно добро, што е важно за сите и што мислам дека има големо значење за самиот народ, самото општество, нели, и днината воопшто, начинот на кој што сакаме да живееме, кои сакаме да бидеме и така натаму. И самото прашање, нели, кој сум јас и, впрочем, кој сакам да бидеме, може би едно од најзначајните прашања кои што една индивидуа може да си го постави, но во колективен контекст, понатаму развивајќи се себе си, допринесувајќи кон едно колективно добро. Тоа се многу големи прашања, искрено да ти кажам, и мислам дека можеби немаме ние навика да си ги поставуваме, можеби не сме научиле дека тоа е едно од најважните прашања за развој, за напредок. И можеби заради тоа ние малку си мислам потешко да се определиме и да направиме некакво заедништво, бидејќи секој има засебна, индивидуална, но сосема, да речам, можеби е лош зборот, себична и представа за тоа што ние всушност сакаме да бидеме заедно и да постигнеме. Па тоа гледано еве од аспект, да речеме, на состојбата на Балканот, каде што се наоѓаме во ситуација каде сите ние, еве, конкретно соседни држави или тука балкански држави, имаме толку многу заеднички работи, но секоја од нас си е себична за своето, што е можеби и разбирливо,
штитејќи си го своето од нападите од надвор или острана за нешто што си го сметаат за само свое и ничие друго. Дали може би и не знаеме и да споделуваме, да речеме? Јас знам сигурно едно, а тоа е дека заедништвото може да не води кон развој и кон напредок. Без разлика, сега може ќе звучам као на час по општонародна одбрана. Пошто ли така се викаше предметот едно време? Оно. Ово. Ние на времето многу работи учевме во училиште и мислам дека тоа не направи релативно комплетни личности. Мислам дека ќе се сложиш, нели? И оно беше еден од предметите кои што ни даваше поширока слика за геополитичките состојби и стратешката позиција на една земја во тоа време. Во мое време, тоа беше Југославија, но сега можеме да кажеме. Да, благодарам, во твое време, не во мое. Да. Во мое време. Јас оно не учев. Да. Сега во нашата земја, нели во Македонија. И секоја земја, нели, си избара некаква подобра позиција, геостратешки, геополитички, и така натаму, но гледајќи малку пошироко на целата ситуација, се си мислам дека Балканот, на кој што, нели, никогаш не се пиел чај, заедно, буквално, има една заедничка особина, а тоа е дека геостратешко-политичката позиција на сите земји кои што се на Балканот е релативно важна и некако тепачката настанува заради тие причини. Јас лично мислам дека да, секој од нас индивидуално, а и гледано на ниво на нации и земји, држави, секој сака да има некаква подобра позиција, но подобрата позиција мислам дека многу полесно и побрзо ќе би се направила доколку кон неа се пристапи преку заедништво и споделување и како да речам поддржување на останатите земји, посебно на соседите, нели, кон напредок и развој и взаемна соработка, отколку тоа да се прави преку себични потези или како да речам, тактички, нелојално конкурентни потези. Да, бидејќи долгорочно гледано, мислам дека ниту една единка, а камоли пак држава, земја или народ, не може да опстане сам. Сега, од друга страна, ние можеби како земја, Македонија е мала земја, можеби сме мал народ, во што јас не верувам искрено, зашто толку има македонци раселени по светот. Но мислам дека сме многу значајни од таа геополитичка точка на гледање на работите, од стратешка гледна точка. И мислам дека имаме способности, моќ да ги промениме нештата доколку навистина еднаш ка се држиме заедно, а не се однесуваме по принципот раздели па владај, нели, и се делиме на групи, групички и подгрупи. Интересно е спомнувањето на непиењето чај на Балканот, наспроти таквата традиција горе на кај северот, но се чини дека еве, кога веќе сакам да започнеме да зборуваме во тоа како настануваат поделбите, се чини дека ако во средина каде што кафето е секојдневие секому, оној кој што би пиел чај, секој пат се смета за чудак. И сега тоа е супер се додека да речеме имате една мала група на луѓе која што се издвојува од мнозинството. Но кога тоа мнозинство ќе се подели на многу по-големи еднакви делови, веќе настанува сериозен проблем за споделување на истото тло, на истата територија и слично, и веројатно тука треба да почнеме да разговараме околу настанувањето на поделбите. Знаеш, ајде, разбирам да сме ние, еве, ние конкретно, нели, да не одиме подалеку, да сме ние некоја
голема група на луѓе од не знам колку милиони и да се поделат на две поголеми групи, ајде ќе речеш, знаеш, тоа можеби ќе доведе и до напредок. Пошто, нели, напредокот и развојот често се случуваат кога има две спротивставени страни, но кај нас тоа не е случај. Ние немаме кворум за да бидеме поделени на толку многу групи, ни на две, а камоли на повеќе. Од една страна, од друга страна, сите ние живееме на едно мало, убаво, но мало тло, кое што го делиме едни со други. И додека тоа не го разбереме, значи дека сите сме ние дел од тоа мало тло кое што на сите ни носи живот, нели, не приземјува, ни дава дом, и сакаме да имаме некаква иднина и напредок во таа смисла. И тоа споделување на таа мала земја всушност практично не прави меѓусебно и зависни. Многу повеќе отколку да живееме на во некоја Русија, да речеме пример, или некоја друга поголема земја. Се додека не го разбереме тоа, мислам дека ќе се делиме во такви мали групи, што од друга страна ќе доведе до ситуација, ќе доведува до се посериозни ситуации на индивидуално стекнување на остварување, на интереси, да не одам во други води, нели, индивидуално остварување на интереси и мислам дека членовите на било која група, ако одиме во длабочина на групата, што си подлабоко во групата, толку помалце ќе имаш бенефит од тоа, што значи дека на крајот на криштата, како што гледаме, народот ќе биде тој што најмногу ќе трпи и ќе има најмал бенефит, и полека, нели, луѓето, гледајќи го тоа, како што е сега ситуацијата, нема да сакаат воопшто да живеат на ова тло. Што е и случајот, нели? Да, што и ни се случува во изминатите децении со одливот на мозоци. Елена, ние имаме многу повеќе споделени заеднички работи, отколку што имаме разлики. Сега зборувам за внатре во државата. Да, апсолутно. Но се чини, и тоа се многу побројни, во однос на многу нешта, но се чини дека само една разлика или една работа која што е директно или индиректно некому наметната, дали од партиски влијанија, дали од влијание на помали групи или надворешни фактори, се чини дека тие малку разлики кои што постојат се многу не посилни, но се многу повлијателни наспроти несогледувањето на сите заеднички нешта. Не би сакала да кажам дека тоа е нормално, но очигледно на овие простори е многу почесто. Позастапено, ќе речеме. Позастапено, да. Да. И јас сваќам од каде тоа доаѓа, знаеш, можеби ние сме луѓе кои што многу ретко и многу тешко прифаќаме различности, прифаќаме нови нешта, ни треба подолго време да се прилагодиме, сакаме баги да ни е сигурно и безбедно и да си живееме во зоната на комфорот и така. Но и тоа не прави поподложни на влијанија на некакви псевдоавторитети кои што народот ги гледа како авторитет. Нели, доаѓајќи од позиција дека луѓето заради таквиот мајндсет немаат своја лична одговорност, бидејќи не преземаат апсолутно ништо по повод промената и тогаш, нели, сме зборувале, е полесно да ја префрлиш одговорноста или да ја предадеш во рацете на некаков си авторитет, кој реално може да е, но не мора да е авторитет. И сега, кај нас се уште такви авторитети се телевизијата, се политичките партии, се групи на луѓе кои што имаат некакви занимања,
и луѓето ги слушаат, посебно што во нашата земја многу мал процент остана на млади луѓе, луѓе кои што се напредни во размислувањата, кои што можат да променат нешто и кои што си барат нели подобра иднина надвор од границите. Од друга страна, и нели нормално, кога две политички спротивставени партии имаат различни мислења, луѓето ќе бидат поделени околу мислењата приближно кон и го прифаќаат на мислење кое што е приближно до нивниот личен мајндсет, односно до нивните уверувања како нешто треба да биде. Но она што јас го гледам е дека таквите политички влијанија не се реални. Во смисла, прашање е ставовите кои што ги читаме по медиумите, кои што ги слушаме, она што се случува, прашање е каква е позадината на тоа, која е целта на сите тие нешта и на кој начин можеме да видиме и на кој начин се спинуваат информации и се преформулираат на начин да тоа биде прифатено од луѓето кои што ги поддржуваат. Но зошто, Елена, да речеме, само една мала разлика може толку да ги одвои луѓето едни од други, наспроти многуте сличности и заеднички работи? Затоа што на луѓето, како да кажам, им е природно да се спротивставуваат едни на други. Знаеш, сите ние сакаме некако да сме во право. Повторно на себичното се враќаме, не? Да. Многу е за луѓето е многу, бидејќи не излегуваме од зоната на комфорт, тоа значи дека немаме флексибилност да го чуеме спротивното мислење, да го искомуницираме со нашето и да пробаме да ја разбереме другата страна, па да најдеме некаква средина, нели некакво win-win мислење, заедничко мислење кое што може да донесе бенефит за сите страни. Ние полесно е тогаш да се конфронтираме едни со други и да се спротивставуваме, што во случајот не носи во денешно време бенефит, посебно ќе повторам на земја и на народ толку мал како македонскиот. Би рекла дека и времето е такво да луѓето се повеќе пристапуваат кон хејтерство, нели, говор на омраза, така, спротивставување на се она што не е нивна позиција, омаловажување, навредување, понижување и не согледувајќи дека со тоа се прави штета на некое колективно ниво, нели, на ниво Тоа сакам да те прашам, дали да речеме однесувањето на индивидуата која што не прифаќа различност или која што не прифаќа нешто што е различно од нејзиниот суштествен облик, доведува до пореметување на колективот? Како не? Или изместување на колективот од оската на живење? Да. Види, ние, да речеме, од 100 луѓе, може, ако ги поделиме 50-50, едните се со позитивен мајндсет и со мајндсет на решавање на проблеми, имаат способности за согледување на долгорочните последици од некакви однесувања, значи се конструктивни, еве да речеме, а другите 50% се деструктивни во смисла дека се делуваат од позиција на, како што рековме, агресија, хејтерство, неприфаќање и конфронтација. Може би тие внатрешни членови на двете групи да се расеани во различни места, во различно време, но сепак таа енергија се акумулира во народот. Што значи дека јас секако како индивидуа допринесувам на некој начин кон колективот, односно без разлика дали сум конструктивен или деструктивен, колективното ќе има на некој начин влијание
од моето однесување. И затоа, нели, во денешно време имате две екстремни, гледате ги социјалните медиуми што се случи, имате две екстремни групи на луѓе и некоја мала група која што се обидува да ја држи средината и да балансира, и мислам која што е најоштетена реално секој пат, затоа што не сака да фати страна. Луѓето, сакајќи да припаѓаат некаде, фаќаат страна и тогаш допринесуваат кон таа страна која што ја одбрале, и следниот чекор е допринесуваат на колективно ниво кон напредок или кон уназадување. Од друга, исто така, оно што треба да го имаме на ум е нешто што Ататурк го има кажано на времето кога ја правил Турција држава, и кога навистина Турција беше држава, е дека во секоја земја каде што вие немате култура, немате образование, немате вредности, ќе видите раст на политиката, на национализмот, на поделбите и така натаму. Што значи дека тоа многу кажува за ситуацијата во која што се наоѓа. Елена, како да излеземе од овој магепсан круг на бидувањето одвоени и согледувањето само на разликите? Знаеш, јас мислам дека секој од нас прво треба да се повика на внатрешното чувство, ако веќе мораме негде да припаѓаме, и тоа е нашата социјална, нели, нашиот социјален аспект на секоја човечко питие. Прашањето е каде ние лично припаѓаме. Значи, ако моето внатрешно чувство е дека јас живеам во Македонија и сум македонец не по националност, туку како државјанин на земјата Македонија, се извинувам што не го употребувам новиот назив на земјата. Верувам дека тука ќе се најдат поголем процент од луѓето. Што значи дека ако ние сме 2 милиони народ, можеби ќе се најдат 70% од тој народ. Пример. Тогаш прашање е што е за тој народ најдобро. Но на вистина што е за нас најдобро. Не што е најдобро во смисла што е најдобро јас да прифатам од оние што од надвор ми шепкаат, од на левото или на десното рамо, што сака некој да ми наметне, каде имам најголем интерес, бидејќи тие интереси не се народните најчесто интереси, гледаме, туку што на вистина е најдобро за тој народ. Каде тој народ се гледа во иднина. Дали сакаме да живееме поделени и никој да нема, освен одредени поединци кои во одреден момент ќе го изгубат тоа што го стекнале неправично. Сакаме да живееме во заедништво, помагајќи си едни на други и развивајќи ја на тој начин и самата земја, самиот народ, одејќи напред и развивајќи го тој внатрешен интегритет на припадник на една мала, но сепак убава земја и народ. Така. При крај сме на ова интервју. Во делот на чувствувањето, да речеме, како бидејќи веќе во тој дел нешто повеќе изборуваше, на чувствувањето, да речеме, како да човек е одвоен од заедницата во која што се наоѓа, како човек со своето внатрешно чувство да се справи на одвоеност, да речеме. Знаеш како? Многу едноставно мислам. Внатрешното чувство на одвоеност доведува можеби од фактот дека ние сите сме различни и како личности сме различни, но тоа не прави различни во смисла на припадност на еден народ, на држава. И
Од друга страна, секој од нас има своји корени овде. Тие корени ние не можеме да ги избришеме. Значи, во нашата ДНК, значи генетски, ние го носиме наследството од нашите предци, кои живееле на овие простори. Се не може да се каже дека се ограничени на територијата на Македонија, која што сега живееме, ама тоа реално е Балканот. Нели? Така. Пошироката заедница. И оттаму доаѓа она што ти го спомна, дека ние сме тука, сите заедно, нели, сите имаме поврзаност. Луѓето мигрирале, се сакале, се земале, раѓале деца, се обидувале да направат живеачка и ние сме нивни наследници. Така. Тоа наследство ние не можеме да го избришеме. И тоа нема да биде избришано без оглед каква ќе биде иднината. Значи, ние сепак сме деца на овој народ, на оваа земја. Така, секоја индивидуа, ако го реализира тоа, значи на базично ниво, еве да не одиме понатаму во филозофија, во не знам какви, на базично ниво, секој од нас ќе може да си го развие чувството на припадност на ова поднебе, ако веќе зборуваме нели на таа тема, но исто така и на сите останати теми. Добро, Елена, ти благодарам за одвоеното време и за тоа што, еве, ќе ти речев за малку од странство се јави, како чиниш дека се уште се скапи повиците, а впрочем, зумот си алат како што ја користиме за оваа комуникација и да не зачестиме сега повеќе откако и ова го поведовме како функција за зум врска. Па зошто не, види, практично е, ако ништо друго. Нели? Ти благодарам стално многу. имаме што да кажеме. Ти благодарам многу и се гледаме при Благодарам наредна на можност поканата. повторно. Ајде, убав Пријатно. ден.